почеток стои да ти благодарам што одвои време да го направиме овој разговор за наша сцена за гламур и се надевам еве дека ќе имаме убав и пријатен разговор. Ти благодарам и тебе на поканата и баш ме мило што еве на самиот почеток на вашата нова рубрика сум дел и јас и се надевам дека ќе биде интересно за сите наши гледачи, за сите ваши гледачи. Започнуваш многу млада. На 16 години ја снимаш првата песна, на 17 се појавуваш на фестивал Роса, ако не се лажам. Па малце порано е. Значи започнав од прилика на 14 и пол години. Само што завршив, да кажам, основно училиште и веќе почнав да се занимавам со музика. Прв пат се појавувам на фестивал на 15 години, 15 и пол. Тоа беше еден фестивал кој што веќе не постои, се вика Спасовден. Но таму пеев македонска преработена песна во дует со вокали бенд од Прилеп, тогашни, сега веќе не постојат и тие, а веќе да, како што кажа и ти, на 16 години се појавувам ете така со моја авторска песна на Роса Фест. Каде желбата за музика? Дали од мала уште ја негуваше? Од каде е талентот? Па, дефинитивно од мала ми е желбата за музика. Мојата баба, мојата мајка имаат исто така талент и нели тоа и се пренесе и на мене. И македонската народна песна нели ми е во срцето, бидејќи и со таа сум растана. Тие, да кажам, постојано кај нас дома имаше народна македонска песна, така да мислам, се знаеше дека тоа и ќе интерпретирам, но и забавната беше присутна, не можам да кажам дека само народната, така да талентот, музиката ми е во крвта од моите дома. Подеднакво добро ги изведуваш и фолк песните и поп песните. Ти благодарам, па се трудам, да. Така, можеме да забележиме, бидејќи ретко кој, кога е фолк нели пеач, добро изведува и поп песна. Меѓутоа ти си една од нив. Ти благодарам и на тебе на комплиментот и на многу колеги ми го рекле истото и јас можам да кажам дека многу од народните пеачи исто добро може да изведат и забавна мелодија, не само фолк, но ете јас сум една од тие. Никогаш не посака да снимиш некоја баш поп песна? Поп песна, па имам веќе една поп песна, можам да кажам дека е новогодишна. Таа ја снимив минатата година за новогодишните празници и за Нова година. И оваа година планирам нешто поразлично да снимам, односно истата песна да ја снимам малце поинакво видео издание. Се надевам дека ќе имам време за тоа, бидејќи малце кнап ми дојде периодот со обврски, ама се што се сака се може. Успеа да се одмориш летово, имаше многу настапи? Имав, да, фала му на Бога, имавме навистина доста настапи заедно со мојот тим. Имам време и за одмор, време за фамилијата. Едноставно и публиката ми дава доста енергија, па и некако и тие ми се една енергија која што онака ме полни, ми дава и мотивација и така натаму. Имаш прекрасен глас. Дали некогаш се земала некои часови по пење или се тоа така природно Бог ти го даде? Па, дефинитивно дека Бог ми го даде природно. Еден период кога имав проблем со дишењето, само посетував часови кај нашата веќе покојна Сара Пројковска. И таа многу ми помогна што се однесува за правилно дишење. И друго ништо, никакви часови не сум земала за пење, едноставно, се од настапи. Јас дури вака со колеги кога коментираме како вежбаш, знаеш, ме прашуваат, викам никако. На настапи. Едноставно така, не знам, тоа име и вежбање и многу и песните кога ги слушам, многу брзо и памтам и текстови, тоа ми е олеснителна околност и бидејќи работам со љубов пред се, брзо и запамтувам и мелодии. Така да не треба нешто многу вежбање или пракса за да нешто сработиш или се изделка, некој трилер или било и што да е во песната. Сега, бидејќи гласот е еден инструмент кој што не се поправа,
нели? Треба многу да се чува, да се негува. Како ти го негуваш својот глас? Имаш ли некои посебни ритуали или нешто специфично што консумираш, можеби што употребуваш за да нели гласот ти е во добра форма? Бидејќи колку што можам да забележам, скоро секој ден имаш настап. Па веќе овој период не. Летниот период е таков да имаме нели постојано скоро секој ден свадбени прослави, гостувања низ сите градови, да кажам, во Македонија и пред Нова година. Сега сме само викенди и ми е, да кажам, полесно, па имам време и да снимам и некоја нова песна, некој нов видеозапис. А гласот, па немам некоја посебна, да кажам, рутина или нешто што пијам за да се оддржи или да биде во добра кондиција. Едноставно, гледам да избегавам алкохол, да не пијам многу газирано, што понекогаш знам и да се напијам газирано алкохол. Не сум љубител, ама знам некогаш да се почестам со Кока-кола или нешто слично. Така да не. Но за гласот е, да, сега ми го зема зборот. Да, за гласот е пресудно да пејачот биде одморен и нели доколку се случи болест, настинка, нормално е, нели, гласот е онај прв што страда, ама тоа се, нели, опорава. Веќе колку што јас можев да израчунам некако, оваа година ти беше кој јубилеј, некој 15 години. Да. Едно 15 години, ако рачунаме од годината кога прв пат сум влегла во овие води. Јубилејна и баш ми е драго. Години помина, јас можам да кажам за себе дека созреав како изведувач. На почетокот задоволна е од ова денес? Па јас сум многу самокритична личност и што и да направам, секогаш некоја мана морам да си најдам, но задоволна сум, генерално, ништо не би менјала и да би требало да почнам се од почеток, би направила секако што досега направив. И во избор на тимот, во избор на менаџер, на песни, на се, исто би направила, не би менувала. Едноставно што би сменила и што повеќе би работела да имам повеќе самодоверба во себе, да верувам во себе си и да не паѓам брзо на лоши коментари или на, не знам, еве, како пример ќе дам, некоја песна не постигнала некој успех кој што јас сум сметала дека треба да достигне и одма да се разочарувам. Не, едноставно за се си треба да се дојдат своите 5 минути. Кога ги спомна коментарите, знаеме многу добро дека секој еден, особено на социјалните мрежи, се дрзнува се да напише, да каже што позитивно, што негативно. Те погаѓаат ли негативните коментари? Порано, да. Морам да признам дека порано, нормално како секој млад човек, дека ме погаѓале, но веќе од денешна перспектива можам да кажам дека па не сум станала имуна, но ете, знам да се носам. Сум созреала, како што кажав, како личност, како уметник, како некој што повеќе го разбира шоу-бизнесот. Ова е шоу-бизнес. И нормално, ние сме јавни личности. Мора да бидете подготвени на да, па секој човек има различно мислење, од различен аспект не гледа нас изведувачите, така да... Имаше негде изјавено дека некој на некој настап ти понудил брак, точно ли е тоа? Да. Како се случи тоа, малку да ни... Па имало повеќе пати, морам да бидам искрена. Да. Па, знаете како, кога публиката не гледа на телевизија, си прави едно, нели, мислење за тебе, за тоа како извидувач и така натаму, но кога ќе ве запознае во живо, е веќе нешто друго. Тука ве запознава и каква личност сте, како размислувате. И многу пати ми се случувало да ми кажат, леле, мене би ми било навистина драго да имам сопруга баш како тебе. и баш би понудил брак на личност како тебе. Јас викам, браво, тоа ми е комплимент навистина. И така неколку пати, така да, ете, може би индиректна понуда, но пак е, нели, понуда и комплимент. Кажи ми, многу баба изгледаш. Ти си една како мала джебна Венера. Ти благодарам. Имаш прекрасно тело, значи прекрасна убавина, специфична.
се негуваш, се гледа тоа, како успеваш така да изгледаш? Млада си релативно, меѓутоа сепак нели грижата за себе и за убавината секогаш е неизбежна. Не посветувам, да кажам, кој знае колку внимание на тоа како изгледам, секако дека нели имам дневна рутина, ноќна рутина и така натаму, но мислам дека првенствено за една жена да изгледа убаво треба да е среќна. Значи стој не е среќна може. Да, јас сум навистина среќна. Мислам дека се што имав замислено ми се оствари и нема зашто да не бидам среќна. Така да мислам дека тоа е клучот за убавината кај жената и да зрачи во едно убаво светло. Кажи ми, која песна најмногу твоја ја бараат на настапите, без разлика дали станува нели во кафеана или пак на некои прослави? Па тука веќе нема, нормално. Тука нема дилема. Око моја песна која што знам понекогаш да ја пеам и по 12 пати. И после можам да издвојам и после мене. Посебно кај помладите, да, таа е песна која што колку толку им ја наметнав. Со оглед на времето во кое што живееме денес, едноставно публиката некако се распрсна. Се распрсна по тие различни социјални мрежи. Ние младите не седиме пред телевизија па за да пратиме се што нашиве пејачи ново работат и снимат. И не може една песна која ќе се извади да допре до поголем број на публика. Но тоа е што е. Мислам дека на нас, уметниците, е наше да работиме, да твориме, да пееме, а не се знае кога една песна ќе стане хит и ќе стане вирална. Мислам дека секоја песна си ги има своите 5 минути. Ако е квалитетна, збориме, нели? Имаш снимено дует со Дамјан. Пред да нели договориме, кажа дека имаш снимено сега и дует со Гоце Петрески, така, допрва ќе ја слушнеме. Сега кога би бирала, ми се чини дека немаш со Јордан Митев и со Спасен. Кога би бирала помеѓу нив двајца, кого би го избрала? Тешко прашање. Јас обично одбирам да правам дуети со луѓе кои што ми се пред се добри пријатели и кои што негде вокално сме слични. Можам да кажам дека со Дамјан сме и двајцата млади, па и скоро тука некаде сме генерација, дали тој е 1-2 години постар од мене, така нешто. Со Гоце не сме генерацијски тука, но е личност која што е многу позитивна и баш ме изненади тоа што ми понуди да снимеме дует. Песната е преубава, се надам дека ќе излезе за брзо. Имам уште еден дует, а тоа е Камионџија, го заборавивме. Тоа е со еден наш пријател мој пријател од Австралија. Манчи се вика и таа песна е наменска за еден наш пријател Антонио, кој што е камионџи и кој што има компанија таму. И баш излезе интересен тој проект за сите камионџи. А што се однесува, ти благодарам. А што се однесува дали со Спасен или со Јордан, исклучително ги почитувам кариерите и на едниот и на другиот. Јордан е некако од мојот крај, а Спасен е човек кој што навистина интересни проекти сними изминатите периоди и со двајцата, И со двајцата би снимила, не можам да се одлучам, навистина. Сега, обично во народната музика велате бакшишот. Многу одите во диаспората, и сега ми кажа дека веќе следува нели турнеи и во Америка и во Австралија. И во Англија. Германија и така натаму. Кажи ми, знам дека можеби е ова глупаво прашање и секогаш го поставуваат на сите, обично, ајде и ние да го поставиме, па нели да не бидеме покусо. Која е најголемата цифра на бакшиш што стои на ја зема? Секој труд се наградува. Кога ќе добијам бакшиш, јас тоа го сметам за како награда, на моментот, бидејќи луѓето биле тука расположени и сум ги погодила со убава песна, имала убава атмосфера и ме наградиле. Но за мене најголем бакшиш е кога луѓето ќе бидат среќни, ќе седат дома задоволни и кога пак ќе ме повикат да пеам на нивните прослави. Тоа се случува веќе неколку години и
скоро и од кога сум почнала да работам, така да за мене наголема бакшиш тоа и аплауз, нормално. А кога би говореле за надвор во диаспората, каде, еве не мора да биде цифра, меѓутоа каде повеќе бакшиш добивате, дали во Австралија, дали во Америка, дали во Германија? Па секаде. Секаде е убаво, да. Можам да кажам дека, секаде се расположени, се позитивни, убаво реагираат на енергијата која што јас им ја пружам, која што ние им ја пруживме еве како тим, бидејќи јас имам позади себе, нели, и тим цел, Динамик бенд, Бобан Мојсовски како менаџер, како продуцент. И нормално дека некаде повеќе, некаде помалку, но пак ќе кажам. А како публика какви се? Нашите во диаспората прекрасни. Прекрасни. Овде до таму. Па има. Нашите таму повеќе сакаат наша убава македонска песна, не пратат постојано и тоа ми е навистина онака мотивација за уште повеќе да снимам и да работам. Клише е прашањево, Стојања дали е заљубена, сите сакаат да знаат, значи цело време се прашуваме дали е Стојања влюбена, дали има партнер, има ли Стојања партнер? Постојано кога давам интервјуа и кога ме прашуваат тоа прашање, јас постојано не сум заљубена. Викам, како го начекавте баш овој момент? Сега не си. Моментално не сум, што не значи дека нема да бидам во скоро време, но ми исполнува музиката, ми исполнуваат некои други работи. И можеби не сум се доволно посветила на тоа прашање, но мислам дека веќе е време, нели, да се остварам во улогата на мајка, да оформам семејство и во улогата на сопруга. Што е пресудно кај една личност за да биде твој партнер? Кои квалитети треба да ги поседува? Што треба да поседува? Дали можеби карактерни, можеби финансиски, не знам, еве, што ти е најважно кај една личност? Па дефинитивно да ме почитува, да ме цени, таква каква што сум. А јас сум иста и дома и пред камера. Значи, тоа луѓето кои што ме познаваат, знаат дека сум иста, дека и никогаш не глубам. И едноставно можам да кажам дека сум горда на тоа што сум успеала да бидам онаа иста девојка која што била и пред 15 години и сега. Како што кажав, да го цени тоа што го работам. Тоа ми е многу битно. А кај него кои особини? Дали треба да биде убав, дали треба да биде паметен, дали треба да биде богат? Тоа со богатството воопшто не е битно. Богатство е кога некој е богат овде. Кога има срце и душа и е добар човек пред се, нели? Изгледот можеби многу од нас на прва, нели, може тоа е нешто што го забележуваме прво, но мислам дека и тој не е пресуден. Како што кажав, да биде добар човек, поштен, да ме сака, да ме цени, да ме почитува, да се шегува, да има смисла за хумор, може и тоа. Јас ти посакувам навистина да најдеш таков човек покрај себе, нели, и да бидеш среќна. Сега тука ќе те прашам за еден момент кој што навистина ти беше многу тежок во животот. Си зборувала за тој момент, за твојот татко, кој што ти беше твоја најголема поддршка и за жал на почетокот некаде на твојата кариера, ненадојно почина. Да. Како ти беше тој период и дали сега сметаш дека твојот татко, кој што сигурно некаде одгоре или не гледа, дека е горд на тебе? Па тој период дефинитивно беше многу тежок за мене и за целото мое семејство. Јас бев многу мала тогаш, имав прилика околу 16-17 години. И најтешко мислам дека ни беше и мене и на моите двајца браќа помали. Па и на мајка ми и на сите присутни кои што беа таму во моментот, е што почина пред наши очи. Мислам дека тоа е траума која што многу тешко може човек да ја преброди, да ја надмине, и сум се соочувала и со панични напади, и со анксиозност, и до пред неколку години беше така. Но животот оди понатаму. Многу пати сум кажала, ние бевме и сме уште ден денес едно многу сплотено семејство. Јас сум горда на моите родители што не израснаа такви какви што сме. Да ги цениме и почитуваме луѓето не според онаа колку имаат, туку според тоа какви се, што носат во душата и во срцето. И едноставно си бевме тука еден за друг.
и ден денес е така, не е сменато ништо, само сме нели сите на различни страни. Едниот брат веќе има оформено и семејство, но пак ќе кажам, тука сме, се држиме, си помагаме за што и да треба, и мислам дека од првиот момент кога тој почина, тука бевме и си рековме, чекај, мораме да продолжиме понатаму, тешко е да, но мораме, дајде да се, нели, обидеме, ќе биде се окей. На почетокот тоа нели уште не си свесен дека што се случило, бидејќи нели ненадена смрт, никој не очекува. Па подоцна следеа неколку месеци така потешки, кога веќе навистина ќе се почувствува нели дека човекот го нема, да. Али ете, поминаа години, тој не е помеѓу нас, но јас мислам дека е горд на мене и на моите браќи. Да, зашто пред се ете, останавме скромни луѓе и поштени и добри. Кажи ми, ја спомна анксиозноста. Често не само ти, меѓутоа многу од јавните личности што се соочиле со овој проблем, за жал, од целиот тој притисок, нели, од Мислам дека од тоа највеќе. Целиот стрес што го поминувате како изведувачи, дали на снимања, спотови, снимки, песни, трчај, настапи, еве турнии. Значи, неминовно е понекогаш да се јави. Како ја надмина? Дали се советуваше со психолог или се најде некоја посебна техника? Да, и јас сум забележала дека се повеќе и повеќе личности еве во денешно време веќе се и осмелуваат да зборат на таа тема. Тоа не е ништо. Не е ништо и ново и страшно, да. Но тоа е онака за чудо колку кај јавните личности тоа е присутно. И тоа многу зависи до карактер. Да, ако си поемо, јас за мене можам да кажам дека сум многу емотивна личност. И ете и порано се ме погодувало нешто ако направам, па дома ќе го размислувам, не знам, 10 дена. Мислам дека ниту еден психолог не може на човек да му помогне ако тој сам себе си не си помогне. Дефинитивно дека, нели, добро ќе дојде и таков совет. Кај нас некако луѓето мислат дека ако појдеш на психолог дека е тоа нешто страшно. Меѓутоа како што одиш на лекар кога те боли грло, кога имаш некој друг здравствен проблем, така и тие постојат за тоа, нели? За нас луѓето сите имаме тешки периоди во животот што треба да Апсолутно, во кој што ни треба, нели, некој за да не посоветува како на безболен начин да се, нели, помине цел тој период, а јас си бев сам свој психолог и моите најблиски, моите луѓе кои што беа тука околу мене и навистина му благодарам на Бог што ми прати такви луѓе да бидат покрај мене, затоа што мислам дека без нив немаше да бидам тоа што сум денес. Каква е дружбата на фолк естрадата со колешките? Со кој најмногу се дружиш? Се чувствува ли некоја понекогаш завидливост, љубомора? Па, дружбата, да ви кажам искрено, е сведена повеќе кога ќе се видиме на тие телевизиски настапи. Но сега пред само неколку часа бевме на еден убав ручек со Анета Љумаковска. Таа ми е една многу драга личност и изведувач кој што навистина го почитувам и е за, нели, почит. Се дружам со доста мои колешки. Не сме секојдневно заедно, бидејќи, нели, секој е со обврски, па во различни градови сме на настапи и така натаму, но нема зошто да има љубомора од моја страна. За секој си има публика, за секој си има, нели, како да кажам, место. Ниту јас можам да бидам Анета, ниту таа може да биде Стојна, ниту не знам која друга колешка. Не мислам дека нема конкуренција или љубомора, не зборам за конкуренција, љубомора сигурно има, но едноставно не и придавам значење. И кога ќе се сретнам со колеги, колешки, воопшто не зборувам за музика. Си зборувам за некои други теми кои што, ете, од кои што може да научам нешто, да ги слушнам и нивното искуство, какво било, бидејќи генерално тие се и нели повозрасни од мене, па ета може и да научи човек. Стојне се живеели кај нас од музиката добро?
си како дека се живее. Човек кој што се труди, кој што нели го сака тоа што го работи пред се, мислам дека може добро да живее. Не може да се живее како, не знам, во Америка или во Србија или не знам каде, ама мислам дека на човек за да биде среќен и да има се тоа што му треба за добар живот, па и не треба нешто многу пари. Ја спомна Србија, значи секогаш кога говориме и со вашите колеги, општо велат дека тие таму некако се поплатени, се поорганизирани. Што фали кај нас за да бидете вие на тоа ниво како што се тие таму? На ова прашање може да се зборува со денови. Да. Многу пати сум одговарала, да кажам, поинаку на ова прашање, но сметам дека вакви прашања веќе не треба да се постапат. Зошто? Затоа што ние сме Македонија. Ние сме помала земја. Од многу страни, да кажам, нашата музика е и поцената и што и уште не. Не треба да е така, но мислам дека тој проблем не треба да го зборуваме веќе јавно, зашто мислам дека на луѓето треба да им презентираме некои поубави нешта, поубави страни. Да, меѓутоа, знаеш како, заради тоа што сите вака што сум ги прашала, кажале дека навистина треба добра продукција, која што сите ќе во обедени. Несомнено дека е така, како на времето што била ете МТВ, но Србија си е друг пазар и веќе тоа е, тие работат на едно друго ниво, да кажам, од нас, но Јас имам надеж во македонската естрада. Мислам дека допрва следуваат некои многу нови интересни работи, нови продукции, гледам дека веќе изникнуваат. Ете, јас сум во продукција, во моја сопродукција, во која што доста и инвестираме и имаме нови проекти, замисли. Дали Бобан ги пишува и текстовите и музиката, кој е задолжен? Само музиката и аранжманот, да. Текстовите, па со повеќе композитори соработувам и со композитори на музика и аранжман соработувам, со повеќе, но за, ајде да кажеме, 80% од моите песни е задолжен Бобан, во него највеќе верувам некако и знае да ме погоди. А за текстовите сум соработувала и со Орце Зафировски, и со Огнен Неделковски, и со Ѓорги Калајџиев, па со скоро сите автори. Не си се обидела некогаш да напишеш некој текст? Јас се обидов, да. И не ме бидува. Не ме бидува. Во тие средношколски денови пишував есеи. Ајде, и во тоа бев добра. И дури имам есеи пратено на надпревар, но за да напишеш текст на песна, кој што ќе се пее и ќе остане, треба нешто повеќе и мислам дека тука треба и искуство и едноставно не знам, и тоа е некој посебен талент. Не, мислам дека не ме бидува. А ја бидува Стојна ли да готви? Да. Што најдобро знаеш да сготвиш? Ето така, нескромно ќе кажам да. Па, готвам различни јадења. Знам да сготвам и мусака, ете, риба знам добро да подготвам, знам леќа, обожавам леќа, повеќе јадења. И постојано кога готвам повеќе, за да има и за пријателите, бидејќи сакам секогаш во мојата куќа, во мојот стан да има народ. Да биде позитивно, распеано, весело, бидејќи впрочем тоа останува во животот. Дружбата, смејата. Малце ќе те навратам наназад, кога почнуваше, дали некој од возрастните колеги некако ти даде некои насоки, те упати, освен нели Боби со кој што соработуваш од почетокот, зборам за оние повозрастни колеги веќе. Бобан. Единствено Бобан. Друг. Па може би не сум побарала совет, ама ете, знаете како велат и занаетот и баш не се дава така лесно, нели? Но ете, Бобан бил човекот кој што на многу работи ме учел и ден денес ме учи, нели? Сега е разлика дека и тој учи нешто од мене. Нормално како велат. Да, па веќе и обострано, нели? И соработка и тие и секој човек се тргнува од своето искуство, веќе и јас, нели? Имам некое искуство
кое што е поразлично од неговото во тоа време во кое што тој работел и творел, па и ден денес твори, нели? Но ете, никој од повозрастните колеги не ми дал некој совет кој што онака ми останал врежан. А што би ти дала на сега оние млади кои што почнуваат во фолк водите? Совет до нив, каков совет би им дала? Па знаете како и во фолк и во поп сцената е исто. Мислам, тие се чекорите, да кажам. Тие се скалилата кои што треба да се поминат. Најпрви, многу да работат, да се трудат, да веруваат во себе и да направат тим од луѓе во кои што нели ќе веруваат, ќе имаат доверба и ќе им биде полесно да нели да чекорат во тие води. Зошто успехот е поголем кога се дели. Секако нели јас тоа го кажувам. Да, јас тоа го кажувам од мое искуство и мислам дека тоа е и правилно. Да бидат упорни, да го сакаат тоа што го работат, бидејќи без љубов нема ништо. Што спремаш ново сега? Што треба да излезе во блиска иднина? Многу нови работи, баш сум возбудена за истите. Знаете како млад човек лутав, морам да признам, лутав на почетокот, сакав да снимам модерни песни, сакав вака, сакав онака, но сметам дека на македонската народна сцена и треба изведувач кој што ќе интерпретира пред се убави фолк мелодии, песни кои што не мора сега да станат хит, но ќе останат за навек. Ќе останат да се пеат со генерации и баш такви песни имам и спремам наредниот период и баш сум возбудена и среќна што ќе им презентирам на мојата публика нешто такво. Се работи за живи песни, веќе 3 се спремени, дел од нив се веќе и снимени во студио, дел од нив не се снимени, но наскоро ќе бидат. Како автори се појавуваат со музика и аранжман на Бобан. Текстот е на еден имам од Борче Нечовски, друг од Орце Зафировски и од Ѓорги Калајџиев. Така да верувам дека ќе направиме нешто навистина интересно и проекти кои што ќе траат. Меѓу другото, спремам еден мој проект кој што одамна сакам да го направам. Проект кој што можеби сега и Бобан ќе се изненади кога ќе го слушне дека го најавам, но навистина сакам одамна да го спремам. Можеби нема да излезе оваа година, но наредната сигурно. Тоа е проект кој што ќе вклучува песни кои што се во помодерен ритам и ќе биде нешто некое, да кажам, и ќе има и аудио, но и сценско доживување и ќе бидат презентирани онака како проект кој што го прават и нашите соседи и во поинако издание и се надам дека ќе го сработам баш онака како што сакам. Кога биде готов ќе ни кажеш да кажеме нешто повеќе, да се разбере, да го представиме до јавноста и како за крај само што следува сега во овој период. Спомна дека имаш некои турнеи? Да, значи следно имаме настап, односно концерт во Германија, во Липштад, заедно со мојот бенд Динамик. Потоа ќе отидеме и до Англија. Имаме и таму настап и потоа, значи некаде крајот на ноември не очекува турнеја за Австралија. Таму ќе се дружиме со нашинците во Австралија. Значи од некаде крајот на ноември до средината на декември. Потоа се враќаме овде со настапи на сите предновогодишни забави, да кажам, низ Македонијава. За најлудата ноќ? За најлудата ноќ, па да кажам дека имаме неколку понуди, но се уште немаме дефинирано каде, но ќе бидат нашите, односно мојата публика известена за брзо. Овде ќе бидеме во Македонија. Подоцна имам уште еден настап во Германија, во Дортмунд, ако не се лажам. Да, и за некаде кон средината јануари заминувам на америчка турнеја, така да убаво да ја започнем и 2026 година.
Тој јас ти посакувам многу успеси понатаму, да постигнеш дупло успех од оно што досега си го постигнала и се разбира да извадиш многу песни кои што ќе останат, како што кажа, да траат на македонската фолк сцена. Ти благодарам многу за овој разговор и се надевам дека повторно ќе се видиме. Се разбира, со задоволство. Јас ви благодарам вам на поканата и секогаш имате мојата поддршка и ви благодарам и вас на поддршката нели што ми ја давате изминатите неколку години. Ви беше чест и поздрав до сите гледачи, слушајте македонска музика и поддржувајте ги македонските уметници.